Инвестициите во обновливите извори на енергија, стратегијата за развој на енергетскиот сектор придонесоа Македонија да остане надвор од опасноста да остане без струја. За владата моменталната состојба во државата гарантира енергетска стабилност, а струја има доволно и нема да има рестрикции. Во период кога Европа се соочува со неголемите суши во последниот век, а цената на струјата расте на берзите, надлежните кај нас имаа простор да креираат и стратегија дури и како да се намали цената на струјата. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. Добрата вест е што акумулациите се полни со над 70% од капацитетот и имаат акумулирано 500 гигават часови струја. Ова според надлежните се должи на правилното менаџирање со капацитетите. Дополнително што влева сигурност се и инвестициите во обновливите извори на енергија, а и со влегувањето во завршна фаза на ветерниот парк што го гради Алка Лазар, струја ќе има доволно и граѓаните не треба да стравуваат од покачување на цената на струјата. Ние во моментот како земја сме безбедни и комотни, но истовремено правиме план за следните 10 години. За жал, предизвиците од минатото наследени се големи, не очајуваме, ги решаваме. Претходно од Министерството за енергетика посочија дека интензивно се гради втората фаза од ветерниот парк Богданци, кој следната година ќе достигне инсталиран капацитет од 50 мегавати. Започнуваат активностите и за изградба на фотонапонските електрани Битола 1 и Осломе 2, а во напредна фаза подготовките за Битола 2 и Битола 3. Паралелно Македонија се подготвува и за крстосница на енергијата. Интензивно се реализира проектот за гасниот интерконектор со Грција, а се очекува и реализација на гасниот интерконектор со Србија.